Да се врати довербата на граѓаните во судството, обвинителите да обвинуваат и судиите да судат според закони без притисоци, да испорачаат резултати, да го ослободат судско-обвинителскиот систем од политичките стеги. После ќе се зборува за покачување на платите. Премиерот Христијан Мицкоски не смета дека треба да се зголеми буџетот во овие институции, туку најави суштински промени по локалните избори. Владата ќе бара правни механизми за да се осигура дали овие луѓе на вистина работат согласно уставот и законите. Според премиерот, некои од нив не ја заслужуваат ни сегашната плата, со оглед на довербата од само 2%. Ќе почнеме еден цел серијал на случаи како суделе поедини суди и како обвинувале поедини обвинители. Јавноста нека суди дали тие заслужуваат, па да кодошат таму по Брисел и каде одат, дека владата не им ги зголемува платите. Еве јавноста нека суди. И тие во Брисел нека судат дали овие луѓе што се генератори на корупцијата во државата, наместо да се борат против корупцијата, ја заслужуваат оваа плата. Ние како влада, еве, 15 месеци сме избрани, нема ниту еден скандал, криминален, коруптивен, тоа е владење на право. Во рамки на реформската агенда за правосудството, владата работи на усвојување на 6 клучни закони, меѓу кои и законите за јавни обвинители и судски совет. Сепак, според Мицкоски, единствената пречка за нивното влегување во процедура е токму делот кој предвидува зголемување на буџетот за судско-обвинителскиот систем, што автоматски ќе значи покачување на платите. Како дел од процесот, владата најави дека ќе спроведе компаративна анализа со земји членки на Европската унија, вклучувајќи ги Франција, Германија, Унгарија, Хрватска, со цел да се утврди колку тие држави одвојуваат од буџетот за правосудниот систем и врз основа на тоа да се креира одржлив модел за Македонија. Во меѓувреме реагира од коалицијата Сите за правично судење. Извршната власт да се воздржи од коментари и обид за влијание врз судската, бидејќи на овој начин според нив се создавало перцепција дека судиите и обвинителите не го заслужуваат буџетот кој им следува и за кој државата се обврзала дека ќе им го одобри. Премиерот и владата генерално треба да се воздржуваат од вакви изјави кои можат да бидат протолкувани како агресивен упад врз судството и независноста, со тоа што се демонстрираат лични перцепции дека тие не заслужуваат нешто што законски сме се обврзале дека треба да им го дадеме. Инаку, владата е спремна да ги зголеми платите на административните работници во судовите и обвинителствата. Станува збор за 2 закона, еден за судска служба и еден за обвинителска, со кои треба да се подобри положбата на вработените, што секојдневно ја вршат техничката и организацијската работа во правосудството. Причината за оваа иницијатива е големата разлика во платите меѓу администрацијата и судиите или обвинителите. Владата проценува дека во некои случаи судиите и обвинителите земаат и до 7 пати повисока плата од своите асистенти и помошници, што се смета за нефер и демотивирачки за тие што ја поддржуваат работата на правосудниот систем.